Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва, почитувани слушатели, со нашата радиопрограма ќе ве запознаеме со времето и македонскиот календар, што Германија го нарече византиски, иако Византија е втората македонска империја. Исто така, бидејќи на 30 и 31 јануари се празниците Свети Антоние и Танасовден или Свети Атанас, ќе дадеме прилог, а последните минути ќе ги искористиме со мој коментар на неделата како и блиц вести. На самиот почеток да отпочнеме со песна од богатата македонска музичка ризница за пријатно слушање до сите вас, а истовремено сакам да го поздравам мојот драг пријател Ѓорџ Стрезов од село Неволени, кој е и најголемиот донатор за радиочасот Глас од Македонија, и да му пожелам уште многу години да ја слуша оваа радиопрограма Глас од Македонија. Една песна јас да запеам, тешко ми е да заборавам. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино, една песна јас да запеам. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино, една песна јас да запеам. Еј, мила, врати се, еј, каде отиде? Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ќе сторам да те вратам, само прости ми. Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ќе сторам да те вратам, само прости ми. Една песна јас да запеам,
duša boli, mnogo tabula. Tek da možam da te vidam, da te ljubam, da te imam, jedna pesna jaz da zapejam. Tek da možam da te imam, da te ljubam, da te vidam, jedna pesna jaz da zapejam. Hej, mila, vrati se. Hej, kad te otide, samo tebe ja te ljubam, mladost moja si. Sve storam da te vratam, samo prosti mi. Samo tebe ja te ljubam, mladost moja si. Sve storam da te vratam, samo prosti mi. Доколку имате потреба од печатење на бизнис карти или покани за родендени, крштевки, свадби, тука меѓу вас е Ацо Илиевски со телефон 416-358-2605. Но не само тоа, за вашите крштевки, родендени, армаси, свадби, слично, за да атмосферата биде пријатна и весела, оркестерот на Ацо и Смилја ќе допринесат за да имате незаборавена вечер. Телефонот е 416-358-2605. Македонската ракија прочуена на секаде во светот, но фамилијата Петровски се погрижија да ја олеснат работата, така да отворија фирма овде меѓу вас. Квалитетна ракија, бела или жолта. Послужете ги вашите гости со македонска ракија од фирмата Петровски Спирит. Телефонот е 905-708-3711 и побарајте го Јордан Петровски. Се бара жена која ќе се грижи да прави нега на нашата македонка Зора, која тешко може да се движи. Заинтересираните јавете се на телефон 647-340-1430 и да се договорите околу сето тоа. Да го повторам телефонот 647-340-1430. Организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски ве поканува на 52-та поред Гоцева комитска вечер, банкет во големата сала на црквата Свети Климент Охридски на 1 февруари со почеток во 7 часот на вечер. Се очекува да биде специјален гостин македонец од Турција Фикрет Сак. Со богата вечера и музика со оркестерот Децата од Буф ќе поминете пријатна вечер. Цената за возрастни е $70, а за деца до 12 години $30. За влезници јавете се до председателот Ристо Дурловски на 647-678-9360 или Драги Стојковски на 416-823-6520. Црквата Свети Атанас во Мариовското село Витолиште има потреба од реставрирање, поточно ја бара вашата материјална помош. Нашата сонародничка, инаку од истото село, Дафина Христова, одлучи на 2 февруари после богослужбата во црквата Света Недела во Еджекс да организира фаундрейзинг банкет, каде цената за возрастни е $50, а за деца до 12 години е $20. Ќе ви забавува оркестерот на Сонја и Оливер со Крис Димовски. Дојдете и помогнете за црквата Свети Атанас во село Витолиште, а за влезни карти јавете се кај Дафина на 416-553-6744. 416-553-6744. Кога спомнавме веќе за Свети Атанас, да кажам уште еднаш дека Свети Атанас е на 31, а Свети Андон е на 30 јануари. Токму и во продолжение ќе биде прилогот за овие два светители.
Свети Антонije Велики или Свети Антоний Велики е еден од преподобните и богоносни отци на православната црква, роден во Египет околу 254 година после Христа. Преподобен Антони бил водач меѓу пустинските отци и основач на отшелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17 према јулијанскиот календар, а на 30 јануари према григоријанскиот календар. Свети Антони е роден во Среден Египет во 251 година. На 20 годишна возраст остана без родителите. Мораше да се грижи за останатото богатство и за својата помала сестра. Еден ден во црква ги слушна зборовите: ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот и раздај го на сиромасите и ќе имаш ризница на небото, па дојди и врви по мене, па го раздаде имотот, а со малиот остаток ја згрижи сестра си и го започна подвижничкиот живот. Целиот живот негов стана исполнување на овие зборови. Во текот на многу години ги помина сите скалила на духовниот живот и со својот живот стана пример за сите монаси во денешен ден. Се упокои мирно на своји 105 години, односно кога беше 105-та година негова, во 356-та година. Имен ден празнуваат Антонио, Андон, Антонија и сите чие имења имат корен од Антони. Да одиме за празникот Атанасов ден, локално познат како Атанасов ден или Танасов ден, представува празник посветен на големиот христијански светител Свети Атанаси Велики. Македонците го празнуваат два пати во годината, на 31 јануари, со домашни служби се празнува Атанасов ден зимен, како заеднички спомен на двајцата александриски архиепископи Свети Атанаси Велики и Свети Кирил Александриски за нивните заеднички заслуги во одбраната на православието од двете ереси, аријанството и несторијанството. Празникот народот го смета за средзимо и се верува дека главните студови веќе се поминати. Во народното верување тој е победник на силните студови и мразеви. Се празнува и на 15 мај, ден на упокојувањето на светителот, празник познат како Атанасов ден летен. Особен култ кон празнувањето на Свети Атанас во зима, 31 јануари, е расширен во повеќе села во Скопско, Драчево, Шишево, додека особено расширен култ кон празнувањето на летниот Атанасов ден 15 мај. Има повеќе села во Радовишко, Ораовица, Сулдурци, Дедино. Исто така Свети Атанас се празнува и во село Грешница, Битолско, а исто, како што рековме, и во Мариовското село Витолиште. Уште еднаш да ве потсетам, кога зборуваме за Свети Атанас, црквата таму што е во Мариовското село Витолиште има потреба од реставрирање, поточно ја бара вашата материјална помош. Нашата сонародничка Дафина Христова одлучи на 2 февруари после богослужбата во црквата Света Недела во Иджекс да организира fundraising банкет, каде цената за возрастни е $50, а за деца до 12 години $20. Ќе ви забавува оркестрот на Сонја и Оливер со Крис Димовски. Дојдете и помогнете за црквата Свети Атанас во село Витолиште, а за влезни карти јавете се кај Дафина на 416 553 6744. Сите оние кои го носат името на Свети Атанас или Танасов ден, нека им ја честито и среќно, со кое и нашата сонародничка Дафина Христов на сите вам ви ги честита овие празници. Rodi se Jana, ubava, rodi se Jana, ubava, dotekla voda, studena, rodi se Jana, ubava.
rodila majka i magija, stvorila koga se Jana, rodila majka i magija, stvorila. Majka i magija stvorila, majka i magija stvorila, životile Bogan, frlila, životile Bogan, frlila, majka i magija stvorila, životile Bogan, frlila. Kako što se vrti pileto, kako što se vrti pileto, takava se vrta, ergeni ponašta Jana, ubava, takava se vrta, ergeni ponašta Jana, ubava. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендини или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега, како што реков минатата недела, најпрво да ве запознаеме со времето и како се настанати самите календари. Време во смисла на мерлива единица или често нарекувано Њутново време, поим која опишува идејата дека времето е обележано како движење по една линија, на истиот начин и на кој е изградена Вселената. Овој тип на дефиниција се користи во физиката како и во економијата. Сепак ние не знаеме што е времето, но знаеме колку е часот. Времето за раниот човек, минувањето на времето било во тесна врска со неговиот опстанок. Движењето на сонцето и месечината, како и смената на годишните времења, станувале основа за пресметување на времето. Од примитивните пресметувања на времето во минатото, денес ја имаме основата за мерките на времето. Наблюдувањето на небото во текот на огромен временски период има возможило на раните цивилизации да изработат форма на календар што се заснувал врз движењето на месечината. Древните цивилизации на Вавилон, Египет, Индија, Македонија, Кина имале високо развиен систем за запишување на времето, а нивните календари се засновале врз движењето на месечината или на сонцето.
Така египчаните знаеле дека годината има 365,25 дена, а нивните пресметувања се засновале врз изгревот над звездата Сириус, која што се појавувала како најсилна звезда на небото. По освојувањето на Александар Македонски, многу култури ја прифатиле ова поделба на годината. Се до 45-та година пред нашата ера не бил направен сериозен обид да се координираат различните пресметувања на времето во познатиот свет Јулијанскиот календар, како што го велат, така наречен по Јулије Цезар, која покренал реформата, денес е познат и како календар од стар стил. Останал во употреба се до 1582 година, кога бил заменет со Григоријанскиот календар или календарот од нов стил, кога дошол папата Григорий. Инаку да спомнам, има многу видови на календари, но тоа ќе биде во една од нашите емисии. Јулијанскиот календар пак инкорпорирал неколку реформи, меѓу кои спаѓаат воведувањето на престапната година, како што е на секој 4 години во февруари да има февруари 29 дена, укинување на месечевата година, фиксирање на должината на средната сончева година на 365,25 дена, прераспоредување на деновите во месецот, враќање на рамноденицата во месец март. Григоријанскиот календар извршил исправки на Јулијанскиот календар во 1577 година, а стапил во сила 5 години подоцна со дозвола, како што реков, од папата Григорий на 15 октомври 1582 година по новиот стил. Тоа е календарот што и ден денес се употребува низ целиот свет. Новиот календар се вовел затоа што станало очигледно за астрономите дека годината од 365,25 дена не е соодветна со тропската година, која е за 11 минути побавна, а ова со текот на вековите донело разлика од цели 10 дена до 16 век. Ако овој расчекор не се коригирал, тогаш нова година, Божек и други значајни празници ќе паднеа во други сезони. Постојат два метода за мерење на времето преку ротацијата на Земјата. Сончево време што се мери со поглед на Сонцето, звездено време што се мери во поглед над звездите. Овие два метода се разликуваат по тоа што немаат еднаква должина на денот. За поточно мерење на времето воведен е терминот среден сончев ден, што е приближно за 4 минути подолг од сидералниот ден кој се мери според звездите. Сидералното време ја мери ротацијата на Земјата во однос на пролетната рамноденица. Во текот на еден сидерален ден, Земјата ротира околу својата оска во период од 23 часа, 56 минути и 4 секунди од средното граѓанско време. Според тоа, сидералното време во секој момент е аголот на пролетната рамноденица, изразен во часови, минути, секунди и секогаш е локално. Низ историјата се користеле разни видови на инструменти за мерење на одредени временски интервали. Познати се песочниот часовник, како што тоа го прават овчарите, водениот часовник или клепсидра, сончевниот часовник или гномен, а било користено и горењето на свеќите. Зборот часовник е воведен многу подоцна и се однесува на голем диапазон на уреди за мерење на времето од рачните часовници до атомските часовници. За мерна единица на времето низ целиот свет е земена секундата, а најмалиот дел од времето што е измерен е атосекунда или дел од секундата, 1/10,18 дел од секундата е измерен во 2006 година. Стивен Хокинг во својата книга Кратка историја на времето, а и на други места го започна проблемот со времето и Биг Бонг. Хокинг вели дека дури и да не започнало времето со Биг Бенг, односно можеби постоел поинаков временски систем пред Биг Бенг, ништо од она што се случило пред Биг Бенг не може да има никаков ефект врз денешниот систем на мерење на времето. Затоа Хокинг вели дека времето всушност започнало со Биг Бенг, а прашањето со тоа што се случувало пред Биг Бенг се беззначајни. Патувањата низ времето
концепт на движење на напред и назад во различни точки од времето. Иако патувањето низ времето е изум на научно-фантастичните дела уште од 19 век, а патувањето во иднината е предпоставка за можен феномен според теоријата за релативноста, се уште не се знае дали законите на физиката ќе дозволат патување во минатото. Машината која би овозможила патување низ времето, хипотетичка или измислена, се нарекува временска машина. Главниот проблем со патувањето во минатото е причинско-последичната врска. Доколку нешто измените во минатото, може да се одрази врз ситуацијата во сегашноста. Ова може да создаде ефект на временски парадокс. Најпознат во таа смисла е парадоксот на дедото, кој вели дека ако патувате во минатото и го убиете својот дедо, вашите родители нема да се сретнат, па нити вие нема да се родите. Но ако не се родите, нема ниту да патувате низ времето, тоест вашиот дедо ќе преживее. Но ако преживее, тој ќе го создаде вашиот родител кој ќе се сретне со својот животен партнер и вие сепак ќе се родите и сепак ќе патувате низ времето и пак ќе сторите истата свинштина и вашиот несреќен дедо тој ќе биде убиен, ту нема и така во круг до безкрај. Така да, како што спомнав претходно, од времето се создадени и секундата и минутата, па денови, месеци и години. Но затоа сега да одиме пак на византискиот или македонскиот календар. Тој бил во официјална употреба на Македонија, што Германија ја нарече Византија, или во источна Римско царство од 988 година, кога владеел Василije II, се до падот на империјата во 1453 година, кога дојде Отоманската империја и влезе низ Цариград за да ја освои Македонија. Овој календар се користел и во земјите кои биле во таа наша македонска сфера на влијание. Календарот бил идентичен на јулијанскиот календар, со таа разлика што називите на месеците биле преведени на латински и македонски, се разбира. Првиот ден од годината бил 1 септември, а за почетната година се сметала 5509 или 5508 година пред нашата ера, односно според Библијата бил создаден светот. Значи, за да преминеме од современиот календар во македонскиот, на тековната година треба да додадеме 5508 години, ова е веќе пред неколку години напишано. Да спомнам и тоа, почитувани слушатели, меѓу другото, дека 4755 година македонска ера или 753 година пред нашата ера е основан градот Рим. 4841 година македонска ера или 667 година пред нашата ера основан е градот Цариград, што тогаш бил наречен Византиум. Околу 5502 година македонска ера, 6 век пред нашата ера, е роден Исус Христос. Околу 5541 година македонска ера, 33 година Исус Христос е распнат и воскреснал. 5838 година македонска ера или 330 година Цариград станува нова престолнина на Римското царство. 5888 година македонска ера или 380 година со декрет на Теодосиј I христијанството станува официјална религија. 6118 година македонска ера, инаку 610 година македонскиот јазик станува службен јазик во целата империја. 6496 година македонска ера, 988 Василije II го воведува во употреба македонскиот календар. 6562 година македонска ера, 1054 година доаѓа до големиот раскол помеѓу источната и западната црква. 6712 година во македонска ера, 1204 инаку наша ера, Цариград паднал во рацете на крстоносците. 6769 година наша македонска ера, а 1261 година сегашна ера, Михаил VIII
палеолог го освоил Цариград од крстоносците. 6961 година македонска ера, а инаку 1453 година веќе Македонија ја презедоа османлиите. По падот на Македонија, односно Втората македонска империја, на календарот продолжил да се користи во Русија до 1700 година, се до реформите на Петар Велики. Денес се уште некои православни цркви го користат овој македонски, или како што го нарекува самата западна цивилизација, византиски календар. Знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сходот вечер, знае синот свет, кога пада тече милоста лед, колку света сила води твој сестри, колку биваш мила, земјо мајко ти. Векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, Колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сходот вечер, знае синот свет, кога пада тече милоста лед, колку света сила води твој сестри, колку биваш мила, земјо мајко ти. колку света сила води твој сестри, колку биваш мила, земјо мајко ти. Колку биваш мила, земјо мајко ти. За вашите семени слави, крштевки, родендени слично, повелете, искористете една од трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Телефонот е 416-421-7451. Исто така за религиозните празници или неделните, во неделите повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Да го повторам телефонот 416-421-7451.
Црквата Свети Атанас во Мариовското село Витолиште има потреба од реставрирање, поточно ја бара вашата материјална помош, а можете да помогнете доколку дојдете на банкетот што ќе биде на 2 февруари в недела после богослужбата во црквата Света Недела во Еджекс, каде се организира fundraising банкет од страна на нашата сонародничка Дафина Христов. Цената за возрастни е $50, а за деца до 12 години $20. Ќе ви забавува оркестрот на Сонја и Оливер со Крис Димовски. Дојдете и помогнете за црквата Свети Атанас во село Витолиште, а за влезни карти јавете се кај Дафина на 416-553-6744. Да одиме сега со мојот коментар на неделата. Ќе отпочнам со изјавата на премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски, кој рече дека македонското прашање не е затворено. Но ако е пак грчката влада се спротистави на тоа? Најпрво да ја представам изјавата што токму Мицковски ја даде. Цитирам: "Ќе биде неодговорно и предавнички од мене како председател на македонската влада ова да го игнорирам и на поданички и полтрунски начин да се повлекувам, мислејќи дека на тој начин ќе ги решам проблемите. Јас додека сум жив и се занимавам со ова работа, ќе се борам овие неправди да бидат исправени во 21 век. Кога мене ќе ме нема и нема да ја вршам ова работа, тогаш останува на генерациите по мене. Но мора да имаме институционална трага дека сме се бореле, не сме го напуштиле бојното поле и не сме биле издајници на македонскиот народ и на македонскиот идентитет." Што мисли таа ново создадена држава во 19 век, во 1832 година, а јазикот нивни признат во 1869 година, денешна Грција, па и Бугарија која лежи на македонска територија, или било кој? Мислам дека згасна македонското име и ние македонците сме се врџани? Не, гадно се излажени. Во нас тлее жарот се додека не дојде вистинското време за подвиг. Во една од моите радиоемисии спомнав дека владата на Мицковски најдена експлодирана од бомба, од граната куќа, која мора прво да ја поправи за да скромно живее македонскиот народ и сите малцинства што живеат во неа. А за тоа помогна инвестициите што во нецела година ги донесе самиот Мицковски во нашата Република Македонија. Се труди оваа влада да ја подобри економијата, да не се иселуват младите, туку целта негова е и да ги вратат македонците и селеници повторно да го затоплат нивното огниште во кое живееле. Се уште се фрлат дрва и камења врз Мицковски, посебно сега што на почетокот на јануари месец се донесе закон сите документи, било возачка дозвола, лична карта или пасош, да се променат од Република Македонија во Северна Република Македонија или Република Северна Македонија, за кое доби големи критики. Зошто ова влада на Мицковски го направи тоа, времето ќе докаже. Но затоа пак ние македонците ќе мора бремалку да се стрпиме, а ако продолжи со нови непристојни работи врз името македонско и се што е македонско, тогаш нема да толерираме. Со подобрување на економијата, вработување на младите, тоа ќе отвори нова светлина за Македонија, а со тоа после ќе се отпочне и со решавање на македонското прашање. Враќање на името кое не е наследено нас, а не е со устав поставено, враќање на нашата македонска историја која ни е одземена насила, како и името. Но не смееме долго да чекаме. Најважно е сите ние македонците пород од Република Македонија, како и другите делови на Македонија што се под Бугарија, Грција, Албанија и Србија, како и македонците во Канада, Америка, Европа, Австралија и секаде каде што не има, да се обединиме за конечното решение на македонското прашање, победувајќи ја неправдата врз нас македонците што ни е наметната, за тоа што наша должност е и аманет, наша работа. Македонија е нашата света икона на светот, која треба да ја чуваме. Како столб
на своите семејства и на нашата татковина, со целата наша енергија да го отстраниме непријателот, за да ја одбраниме Македонија, а тој непријател никогаш повеќе да не и наштети на нашата татковина, макар и на ум да не му дојде, а и на самите нас македонците. Ако во нашите жили тече крвта македонска, црвената крв како аловото македонско национално знаме, токму тоа нека биде причина за да Македонија со сите нејзини нишани, државни атрибути признати како македонци, а не севрџани. Македонскиот јазик, култура, својата вистинска собствена историја на нашата припадност и нација, сето тоа мора да се врати, иако тој или тие наши непријатели, некои од македонците кои беа заспани, неопределени или предавници ги убедија, сега веќе полека целиот македонски народ, па и таквите со свиткани кичми веќе ги прегазуваме непријателите, зашто повеќе од јасно е дека Европската унија само ни глуми, исто како и НАТО, исто како и Обединетите нации. Што е доста е. Нам не ни треба така наречена демократска Европска унија која нема ни Д од демократијата. Ние секако сме Европа, зашто порано таа Европа се викаше Зета Македонија и никој не може да не избрка од таа наша исконска татковина, што за жал многу ја испокасапија. Тоа ќе биде првото наше спасение со големата љубов за одбрана на Република Македонија. Реков и пак ќе речем. Очекувам ова година Европската унија да се распадне, а понезе или преднезе и НАТО, па и Обединетите нации подоцна. После ќе се решат многу наши македонски прашања, многу наши неправди врз македонците и Македонија пород, и македонците пород, зашто ништо не останало вечно, па нити така наречената империја, наречена Европска унија, па нити НАТО, па дури Обединетите нации. Ќе се формираат нови обединетни нации, а каде ќе бидат, дали во Европа или во Азија, тоа времето ќе го донесе своето, кои праведно ќе гледаат кон сите држави во светот. Пред да ја дадам завршната реченица, да спомнам дека председателката Гордана Сидјановска-Давкова, како што знаете, не беше во Франција, кај Макрон пред 1-2-3 недели, нити сега кај Трамп за инаугурацијата или народно кажано званичното примање како председател со нова работна должност. Ќе се задржам за случајот со одењето во Франција на Давкова. Се шпекулираше дека се расипал државниот авион, што нема врска. Имаше и критики врз неа, но што е вистината? Силјановска Давкова одлучи, место да оди во Франција, трошејќи огромни државни пари, тие пари ги донира на децата кои се надпреваруваат на светско ниво со математика или од друга област. Па честитки до председателката Сидјановска-Давкова. А вам, почитувани македонци, мои брајки и сестри, чувајте го, бранете го на секаков начин името македонско, но најмногу ќе успееме ако се солидаризираме, ако се обединиме или просто речено еден за сите и сите за еден. Огништа гаснат, древни вековни. Запете мајки, песна заветна, песна за љубов, неиспевана. Запете мајки, песна заветна, песна за љубов неиспеана. Македонија, песна запеа, се голе срце, иста судбина. Македонија, песна запеа,
небесна. Човек е човек, мир посакува. Негде во гради е испишана. Верна од љубов неизбришана. Негде во гради е испишана. Верна во љубов неизбришана. Македонија, песна запеа, се горе срце, иста судбина. Македонија, песна запеа, и во љубовта силно верува. И во љубовта силно верува. Крајните минути да ги проследиме со Блиц вестите. Законот за заштита на децата, кој доби вето од председателката Силјановска, денеска повторно се најде пред пратениците и ја доби поддршката од мнозинството. Измените се направени согласно договорот помеѓу партнерите од власта. За лиценци ќе се полага на македонски јазик, освен ако кандидатот не побара поинаку. Деталите од расправата ги пренесува Катерина Нешкова. Собранието со апсолутно мнозинство и Бадентер ги потврди измените на Законот за заштита на децата на кои председателката Силјановска Давкова претходно стави вето и ги врати на повторно разгледување. Со денешната потврда од пратениците председателката е должна да го потпише укасот за прогласување на законот и тој да биде објавен во службен весник. Законските измени се однесуваа на тестирањето и лиценците за негователи во градинките, а со кои беше предвидено тие да се двојазични. Силјановска сметаше дека ова е неуставно, пошто владеачката коалиција на ВМРО ДПМН и вреди направија измени со кои документите првично ќе бидат на македонски јазик, а по барање и на друг јазик на кандидатот. Лиценцата се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку подносителот на барањето зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, на неговото барање му се издава на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборува и неговото писмо. Од ДУИ беа против, бидејќи документите не се добивале на албански по автоматизам, туку по барање. Јас по автоматизам како представник и како албанец имам право по автоматизам да му се обратам и да влезам на испито на мојот јазик, како што е фактот со личните документи. Ние не направиме посебно барање во соодветните министерства. Свој амандман имаше и Левица. Тие предложија лиценците да се издаваат на еден од службените јазици, бидејќи повторно се форсирала двојазичност. Зошто само на албански да му се издава уверение на некој кој полагал лиценца? Зошто не и на турски да му се издава? Зошто не и на ромски да му се издава? Зошто не и на српски да му се издава? Ние не сме бинационална држава. Ако сме мултиетничка, ќе биде на сите, а не само на два јазика. И во јавната администрација испитите беа на македонски, дојде и министр Азир Алиу ги направи да полагат на албански. И за професионалните лекари испитите беа на македонски, сега се на албански. Од кај таа фрустрација, таа нацистичка енергија што пренесува од оваа говорница? Опозицијската СДСМ пак побара целосно да се избришат членовите што се однесуваат на тестирањето и издавањето лиценци. Со законските измени поречи се 1 година застој поради тоа што претходната власт не го продолжила тендерот за електронско тестирање. Повторно ќе можат да се вработат негователи во градинките. Ангелович.
По најавите од власта дека собранието наскоро ќе одлучува за разрешување на 5 мината членови од судскиот совет избрани од пратениците, председателот на невисокото судско тело Александар Камбовски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека единственото место за разрешување членови на судскиот совет е самиот судски совет. Според него не постои законска можност за разрешување на членовите во постапка надвор од судскиот совет, дури и на оние членови кои се избрани во собранието. Единствено место каде што е предвиден начин или постапка за разрешување на член на судскиот совет е во Законот за судски совет. Во друго место јас не сум сретнал по законите дека постои таква можност да бидат разрешени во некоја друга постапка. Значи разрешувањето се одвива тука во судскиот совет. Убаво е сите власти кои што се во оваа држава да соработуваат помеѓу себе, да се критикуваат кога тоа е потребно. Не го сваќаме тоа како притисок, ниту го чувствуваме како притисок. Идејата за разрешување на членовите на судскиот совет назначени од пратениците уште пред нова година ја најави премиерот Мицкоски, а основа за ваквиот чекор освен во ниската доверба во судството од само 2%, власта гледа и во негативниот годишен извештај за работата на судскиот совет за 2023, кој не беше усвоен во собранието. Кога ќе заседава комисијата за именување и разрешување и кога точката ќе се најде на дневен ред, засега од собранието не прецизираат. Избори за Канал 5 од законодавниот дом велат дека се уште траат консултациите, но очекувањата се тоа да биде во текот на февруари. На последниот брифинг со новинарите, спикерот Гаши најави дека околу потегот за разрешување ќе се консултираат и со Уставниот суд, но дека негативниот извештај за работата на ова судско тело значи дека собранието на некој начин ги отповикува овие членови и дека може да почне процедурата за нивно разрешување и назначување на нови и дека процедурата е одредена во деловникот. Од денеска речиси 500 нови полицајци ќе бидат на располагање на МВР. Утринава свечаност и ја дадоа свечената заклетва дека ќе се грижат за нашата, односно безбедноста на државата. Во Центарот за обука во Идрисово беше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски кој најави модернизација на полицијата и најважно, нови достоинствени униформи за полицајците. Сите детали од Дејан Драјковски. Одново сега знамето себе. По една година живот во Центарот за обука, создавање на дисциплина и учејки ги вредностите, денеска рамо до рамо застана и громогласно ја дадоа својата заклетва. Полициското семејство доби нови 497 членови, чувари на законот и граѓаните. Откако ги фрлија капите во воздух како дипломци, еден по еден во ред ги потпишаа своите договори со што ја завршија обуката и го започнаа професионалниот пат на кој им предстојат бројни предизвици. Униформата е светост и чест да се носи, велат тие. Заклетвата е да секој збор што го имам кажано, го мислам. Треба да го служиме народот, да го македонскиот народ, честно, совесно да работиме, да станеме примерни во службата, да не дозволуваме да потпаѓаме под притисоци. Работа е нешто свето, да ги штитиме граѓаните. Меѓу нив обуката ја завршија околу 120 девојки, кои покрај со обуката се изборија и со стереотипите. Тие што сакаат, нека бидат упорни, да веруваат во себе и да пробат. Да се охрабрат и да ги имаш во поголем број. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од нив побара да бидат професионални и да дадат се од себе за службата, а тој им вети дека секојдневно ќе работи за во што подобри услови да ја исполнуваат истата. Идни чувари на безбедноста на граѓаните, синови и ќерки на Македонија. Полициската професија не е само избор, не е само професија, туку е повик, завет, кој секој еден од вас го прифаќа со цел да ги чува своите блиски, своите граѓани, својата татковина, безбедни и сигурни. Храбри, честни, упорни и сложни. Помошник министерот на Центарот за обука Владко Митковски имаше само пофални зборови за секој од тимовите, но најмногу емоција предизвика кога го спомена и кандидатот Никола Лошковски, кој не беше на свеченоста, отие хоспитализиран по тешка сообраќајна несреќа. Од оваа говорница да дадеме силна поддршка за целосно опоравување
на кандидатот за полицаец Никола Лошковски. Најдобар кандидат на генерацијата 24-25 е Владимир Зиморковски. Тој вели, униформата која ќе ја носат не е само авторитет, туку знак на доверба која секојдневно треба да ја стекнуваат. Во Центарот за обук научивме да се биде полицаец не е само професија, да се биде полицаец е мисија, мисија која повикува на храброст во опасност, интегритет во искушенија и човечност пред предизвиците. Покрај Зиморковски, благодарници и подароци им беа доделени на останатите кандидати кои значително се истакнале. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели широм светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас на Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас на Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.